Добро вечер. Ви благодарам што сте со нас во централните вести. На почеток насловите. Мицкоски предупредува на можни последици ако петтемина членови на судскиот совет не се повлечат од позициите. И гледаме дека поединци од таму терат и не. Се плашам дека може да им се случи народ. 6 спорни прашања в четврток намаса пред уставните судии. 15 домашни и странски експерти дел од седницата за законот за езиците. Бугарија крена раце од пругата кон Македонија. Николовски го алармираше Брисел. Паѓа во вода целата пропаганда која што беше водена во изминативе 7 месеци. Законот за бранителите останува блокиран. СДСМ правда ќе бара на суд. Ќе поднесеме кривична пријава против председавачот со комисијата, господјата Имрлие Фетај Салију. Премиерот Христијан Мицкоски предупредува на можните последици од однесувањето на членовите на судскиот совет. По вчерашните пораки во само интервју, Мицкоски повторува дека народот може да се самоорганизира и масовно да протестира, ако петтемина членови на судскиот совет, на кои им беше изгласана недоверба, не се заминат од функциите. Одговори и на критиките на известувачот за Македонија Валц дека политичкото мешање во судството било загрижувачко. Андријана Лазова Божиновска има повеќе. Ако членовите на судскиот совет не се повлечат по изгласаните интерпелации, на улица ќе излезе многуброен народ. По вчерашната најава во само интервју премиерот Мицкоски денеска повтори дека граѓаните ќе се самоорганизирале за протест во знак на револт, а тој лично ќе им се придружи. Кога би се одржал протест, Мицкоски не кажа, но потенцира дека очекува тој да биде масовен. Овие најави според премиерот се само предупредување, а не упад во судството. И гледаме дека поединци од таму терат и нет. Мислат дека со инет ќе успеат нешто да направат. Јас сум постојано со народот. И го слушам народот како реагира. И јас само сакам да кажам дека доколку не постапат соодветно на одлуката на тие кои што ги бираат, тоа се парламентарците, се плашам дека може да им се случи народ. Да се самоорганизира и да протестира затоа што народот е желен за правда. Имам чувство дека доколку дојде до оваква ескалација и излезе народ да протестира, дека тој може да биде многуброен и нормално поддржан лично од мене. За случувањето околу судскиот совет со критика кон владината коалиција се огласи известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц. Во писмена изјава вели дека неговата реакција е за притисокот врз судскиот совет да поднесат оставки или да се разрешат поради наводна политичка припадност на членовите. Овој повик од страна на владата е загрижувачки знак за политичко мешање во судството. Независноста на судскиот систем е клучна за владењето на правото и поделбата на власт, кои што се темелни вредности на патот на Македонија кон Европската Унија. Стои во кратката изјава на Вајц. Дали овие негови негативни забелешки ќе имаат влијание во извештајот на ЕУ за напредокот на земјава не е познато, но според премиерот Брисел требало да ги нотира успесите на земјава. Македонија напредува 10 места на скалата. И сега веќе не сме хибриден режим, сега сме малку погоре, за разлика од другите земји во соседството кои што бележат опаѓање. Ајде да се радуваме на овој успех. Да кажеме на граѓаните дека не сме повеќе хибриден режим според економист, туку дека сме унапредиле демократијата и мислам дека тоа треба и самата Европска Унија и известувачот да го забележат и да го стават во својот извештај. По гласањето на интерпелациите останува неизвестно дали судскиот совет ќе заседава за ова прашање и кои ќе бидат нивните следни чекори. Канал 5 побара став од председателот на советот Александар Камбовски, но тој одговори само дека се наоѓа во Брисел на работни состаноци. Сепак личните ставови на членовите се веќе познати. Не чувствуваат морална или професионална одговорност за да си поднесат оставки, а потегот на власта со гласањето на доверба го оценуваат како сериозен преседан во судската власт. Без која само што пристигна, Кривичниот совет при Основниот кривичен суд Скопје ја преиначи одлуката за Асмир Јаховски. Мерката куќен притвор ја преиначи во ефективен притвор.
Кривичниот суд ја прифати жалбата на основното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција против решението на судија на претходна постапка против Јаховски, а поврзано со истрагата за набавка на мазут во ТЕЦ Неготино. При носењето на ваквата одлука, Кривичниот совет оценил дека постои опасност од бегство и околности кои укажуваат дека осомничениот може да ја попречи истрагата со влијание врз сведоци. Против ова решение, странките имаат право на жалба пред апелациониот суд Скопје, се вели во соопштението на Кривичниот суд. 15 домашни и странски експерти ќе бидат дел од подготвителната седница за Законот за јазиците, која ќе се одржи в четврток. Присутни на отворена седница ќе бидат и представник од Европскиот суд за човекови права и од Венецијанската комисија. Председателот на Уставниот Дарко Костадиновски информира дека предмет на дискусија ќе бидат 6 спорни прашања. Јана Јосифовска. Јавноста во четврток на 20 март преку пренос во живо ќе има можност да ги слушне аргументите и ставовите на 2 странски и 13 домашни експерти кои ќе учествуваат на подготвителната седница на Уставниот суд за Законот за јазици, информираше председателот на Уставен Дарко Костадиновски на брифинг со новинарите. Меѓу нив и подпредседателот на Венецијанската комисија и холандски врховен судија Мартин Кујер, кој ќе го образложи пријателскиот совет што нашиот суд го побара од Венецијанската комисија. Артур Скучс, судија на Европскиот суд за човекови права и експерт за малцинските права и јазици, ќе образложи праксата на судот во слични случаи. Ќе се дискутира за 6 спорни правни прашања, кои јавноста ќе ги дознае на самата седница. За формалниот дел за указот за законот веќе беше одржана седница во март 2021. За Костадиновски е важно граѓаните да ги чујат сите мислења, а уставните суди да донесат финална одлука во мај или јуни. Политичките изјави од ДУИ пред седницата на Уставен, Костадиновски ги оцени како политичко дивјаштво. И денешните наводи од интегративците за оспорување на Охридскиот договор и уставниот поредок на земјава преку Законот за јазиците ги отфрли со индигнација како опасни лаги и тешки манипулации. Што треба ние да направиме со таа иницијатива? Да земеме да ја искинеме, да ја чуваме до 2030-та, до 2040-та или до 2050-та година? Од каде знаат каква ќе биде одлуката на судот? Кој може да ја предвиди одлуката? Што ако судот рече дека нема никаков проблем, ќе се извинат ли тогаш за ваквите тешки лаги? Дали е нормално цело општество да се чува во заложништво заради политички амбиции на некого, кој било и да е? Од домашните експерти, присутни ќе бидат Маргарита Цаца Николовска, поранешна судика во Европскиот суд за човекови права, професорката по уставно право и член на Венецијанската комисија Рената Дескоска, професорите Борче Давидковски, Јетон Шасивари, Гордана Лажетик, Мерсел Билјали, Денис Прешова, како и професори од Државниот универзитет во Тетово и Гостивар и тројца председатели на судови, Жаклина Доведен на апелацијскиот суд Битола, Иван Џолев на Кривичниот суд Скопје и Бурим Сејдини од управниот суд. Костадиновски кажа дека до овој момент не добил известување од никој од судиите од немнозинските заедници, 2 албанци и 1 од турската заедница, дека нема да присуствуваат на оваа седница, откако тие предходната ја бойкотира. Бугарија испраќа јасна политичка порака со стопирањето на проектот за модернизирање на железничкиот коридор 8 кон Македонија. Министерот за транспорт Александар Николовски вели дека со последната одлука паѓа во вода целата пропаганда дека македонската влада била против Софија. Сандра Спасовска. Одлуката на соседна Бугарија наместо да ја реконструира пругата од Ѓуешево до Софија, дел од коридор 8 што значи и поврзување со Македонија, да ги пренамени средствата за други железнички проекти, е јасна политичка порака која ја испраќа нашиот сосед, вели министерот за транспорт Александар Николовски. По ваквата одлука на бугарската влада, Николовски вели ги информирали меѓународните институции за да може Македонија да го заштити финансискиот интерес, со оглед на тоа што за изградба на коридор 8 земјава има кредит кој доколку не го користи, треба да плаќа резервации. Според него, со ваквата одлука вели паѓа во вода целата пропаганда која 7 месеци се водела против македонската влада. Мислам дека јасно испраќаат политичка порака во однос на нивната посветеност, односно непосветеност на изградбата на железничкиот коридор 8. И исто така, паѓа во вода целата пропаганда која што беше водена во изминативе 7 месеци против владата. Македонија има подпишани договори за кредит токму за коридорот 8 во висина од 350 милиони евра и за истите
доколку не се користа, треба да плаќа резервации. А во овој случај не би се користеле не заради нас, туку заради вина на соседната држава и мора да го заштитиме и финансискиот интерес на државата. Македонија во моментов работи на изградба на втората фаза од железничката пруга на Коридор 8, откако пред околу 1 месец беше пуштен во употреба првиот дел од пругата Куманово-Белјаковце. Николовски вели, нема поента само земјава да го заврши својот дел од Коридор 8, бидејќи тоа нема да води никаде. Оптимист е, ако не со оваа, дека со некоја идна бугарска влада ќе успеа да го изградат овој коридор. Втората фаза ќе ја завршиме сигурно, рокот е до октомври 26 година и тоа ќе ја направиме. Третата има смисла и инженерски се зборувам, само доколку се поврземе со Бугарија, не можеме да изградиме тунел до пола, тоа никаде во светот го нема, така што мора да имаме договор. Бугарската влада ваквата одлука ја донела пред неколку дена, а средствата кои биле наменети за изградба на железничката пруга од Софија до Перник и Радомир, сега ќе се користат за пруга од Софија до Бургас. Инаку во моментов обраќање до јавност има председателот Вучич, очекувајте да ги сумираме сите поенти во вечерните вести, а воедно и најава дека екипа на Канал 5 во текот на утрешниот ден ќе биде во Белград и ќе го следи и ќе известува во живо од протестот во рамките на информативните изданија и надвор од нив. Март на плюс 30. Синоптичарите не паметат вакви температури откако се вршат мерењата кај нас. Премиерот Мицкоски денеска најави дека владата работи на инвестиција во инфраструктурата и здравството од неколку милиарди евра. Откри само дека се работи за меѓувладин договор со моќна европска земја. Еден, би рекол, меѓувладин договор, кој што би го потпишале со многу моќна европска земја, кој што ќе се мери во милиарди, не во милиони, во милиарди, за проекти кои што се во инфраструктурата и во здравството. Сега за сега, но може тоа портфолио и да биде зголемено, но очекувам ваков меѓувладин договор, ќе повторам, со многу моќна европска земја, кој што ќе значи повеќе од 10% од бруто домашниот производ. Европските синдикалци со поддршка на Сојузот на синдикатите на Македонија и со порака да престанат притисоците врз ССМ. Од Европската конфедерација на синдикатите соопштија дека начинот на кој што се води социјалниот диалог во земјава ќе најде место и во извештајот на Европската комисија. Маја Стојановска. Европската конфедерација на синдикати постојано го следи почитувањето на правата на работниците во Македонија, како земја која претендира за членство во Европската унија, но и почитувањето на правата на синдикатите и притисоците на кои се изложени периодов, поради нивното легитимно барање за покачување на минималната плата, вели секретарката на Европската конфедерација на синдикатите Ајарц. Таа нагласи дека се во тесна соработка со Европската комисија, а начинот на социјален диалог на власта и синдикатите детално ќе биде образложен во извештајот за напредокот на Македонија кон Европската унија. Да се биде синдикалец е човеково право, е работничко право кое што мора да се почитува и ниту владата, ниту работодавачите не смеат да ги напаѓаат синдикатите. Ако треба, синдикатите ќе излезат и на улица, меѓутоа ние очекуваме диалог. Нагласувајќи дека и со законското усогласување кога минималната плата би изнесувала 24.400 денари, таа повторно би била најниска во регионот. Председателот на ССМ Слободан Трендафилов изјави дека синдикатите на притисокот од политичките партии ќе одговорат со притисок за остварување на работничките права. Несвојствено и спротивно на принципите и на меѓународната организација на трудот, како и на демократските држави, не владата, туку политички партии да напаѓаат синдикат за тоа што бара зголемување на платата. Нашата главна заложба е зголемување на плата и не може ниту една политичка партија да не убеди во спротивното. Носење на заклучок врз основа на еднострана информација е незрел потек, изјави премиерот Христијан Мицкоски, кој ги покани представниците на ЕКС да ги слушнат и неговите аргументи околу зголемувањето на платите, што според него би го променил нивниот заклучок. Поддршка околу барањето на ССМ за повисок минималец добија и од синдикатите од Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора на средба на регионалниот синдикален совет Солидарност.
СДСМ најави кривична пријава за новата председателка на Комисијата за социјална политика Имрлие Фетаи за кршење на деловникот, поради, како што посочија, тоа што им било оневозможено да предложат измени и дополнување на дневниот ред. Елизавета Дамјановска-Спасеновска. Молам, процедурално не можете да утврдувате дневен ред спротивно на деловник и на закон. Поради кршење на деловникот ќе се занимаваме после ова седница. Сега ве молам да гласаме и да ги броиме гласовите. Во темзична атмосфера се одвиваше денешната седница на Комисијата за социјална политика. Ситуацијата се вжешти кога СДСМ повторно бараше дневниот ред да се дополни со законот за бранители, но новата председателка на Комисијата Имрлие Сали Фетаи остана на ставот против со образложение дека дневниот ред е веќе утврден. На иста линија со неа беше и пратеникот од ВМРО ДПМН Бојан Стојановски. Делегирајте некој што треба да биде председател на оваа комисија, ќе го гласаме сите 120 пратеници и потоа целосно може да го имплементира деловникот. Никој нема ништо спорно против нечие право да предлага точки на дневен ред. Решението кое што е дадено на пратеничката е со утврден дневен ред. И вие не можете тоа да го менувате. Откако не беше прифатено барањето за дополнување на дневниот ред, СДСМ побараа пауза од 1 час по која што не се вратија назад на седницата на комисијата, а потоа најавија и кривична пријава против председателката на комисијата. Ќе поднесеме кривична пријава против председавачот со комисијата, господјата Имрлие Фетаи Салиу, заради грубо кршење на деловникот и грубо кршење на правата на пратениците, а воедно ќе поднесеме и иницијатива до Уставниот суд со која што ќе бараме да се утврди прекршувањето на правата на пратениците кои што им беше оневозможено согласно деловникот да постават или да предложат измена и дополнување на дневниот ред. Инаку ставот и на Вреди и на Европскиот фронт е дека законот за бранителите ќе биде ставен на дневен ред само ако со истиот бидат опфатени и припадниците на ОНА. Некој кој имал можност 10 години со ред да го реши прашањето за лицата кои се трудат со законот за бранители да го стават денес на дневен ред, да го решат, тоа можност ја имале на сите форуми, не го направиле тоа, јас уште еднаш ви потенцирам. Тука овај закон не поминува додека не се офатени и поранешните припадници на ООН. По паузата, комисијата продолжи со работа без опозицијата. Ги освоја измените на законот за пензиско и инвалидско осигурување, со кои за именување директор или заменик директор веќе нема да важи обврската за поседување меѓународно признат сертификат за познавање на англиски јазик, а наместо тоа се воведува можност за прифаќање на било каква потврда издадена од домашни или странски училишта. Попладне во состав се огласија од кабинетот на спикерот Гаши поради како што оценуваат неточните толкувања за работата на собранието. Оттаму нагласуваат дека сите процедури биле спроведени согласно деловникот, а дека пратеничката Салиу Фетаи не била председателка на предметната комисија, туку таа председавала за одредена точка од дневниот ред. Нејзината улога на оваа седница беше чисто процедурална и ограничена само на оваа конкретна точка, додаваат од собранието. Денеска се навршуваат 24 години од почетокот на вооружените борби во конфликтот 2001. Председателот на Достоинство Стојан Чангелов вели дека 15 семејства на загинати бранители се уште чекаат државата да им се оддолжи за жртвата на нивните најблиски кон татковината. Тој смета дека законот за бранителите поднесен од СДСМ направил проблем онаму каде што немало. Од страна на пратеничката Славјанка Петровска беше поднесен еден закон во кој што беа измешани сите и семејствата на загинатите бранители од 2001 година, но и загинатите од 2 хеликоптерски несреќи, семејствата на загинатите од диво населје, но и генерално сите загинати припадници на македонската армија и полиција од 1991 до денес. Ние очекуваме откако ќе слегнат сите овие страсти кои што се појавија со овој, би рекол, непотребен политички маневр, кој што нанесе штета на нас бранителите во една разумна атмосфера, тоа некаде после локалните избори да најдеме решение за овие кутри семејства. Кој е уживател на дрога, а кој ја поседува за друга намена?
Предлог измените на законот за прекршоци ќе ги прецизира околностите и видот на санкциите под кои што ќе подлежат лицата кои ќе бидат фатени со наркотични средства. Дејан Трајковски има повеќе. Покрај оние кои во јавност користат наркотични средства со 100 до 250 евра ќе се казнуваат и оние кои ги поседуваат за лична употреба, што досега не беше пракса ниту впишано во законската регулатива. МВР го допрецизира членот 20 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир. Во предлог законот кој е објавен на ЕНР наведено е дека оние кои ќе бидат фатени ќе бидат тестирани, а воедно на вага ќе се ставаат и психотропните супстанции кои ги поседуваат. Предметната измена од една страна ќе овозможи санкционирање на сторителите кои поседуваат наркотични дроги, психотропни супстанции и прекузори, а од друга страна може позитивно да влијае на рецидивистите на овој вид на прекршок, посебно одвраќање на нивната намера да поседуваат ваков тип на дроги, супстанции и прекузори, со што ќе зајакне залагањето на правосудните органи во борба против овој вид на криминал, стои во измените. Јанаки Митровски, председател на Сдруженијето Билка, кое се залага за декриминализација и олабавување на одредбите поврзани со канабисот, вели би поддржале секаква иницијатива и предлог измени на законот кои одат во таа насока, што сега според него не е случај, оти наместо кон релаксирање, се оди на поголеми можности за казнување. Читајќи ги предлог измените, тие не само што не одат во насока на релаксирање, туку во пракса ќе создадат и теоретски во пракса ќе создадат уште поголем проблем, затоа што ако сега се казнува за оддавање на јавно место, предлог измените е да поседување и оддавање на јавно место се казнува со прекршок од 100 до 250 евра, што е погрешно, затоа што пракса во светот е да не се казнува self-harm, односно личната употреба да не се казнува, поседувањето да не се казнува и тенденција во светот е да се декриминализира канабисот и да се олабават законските одредби. Митровски, кој е адвокат, додава дека казнената политика создава проблеми во судските процеси, каде посочува дека упатството на републичкото обвинителство се третира како закон. Односно, ако некој биде фатен со 4,9 грама канабис, неговото поседување се третира за лична употреба, а друг па ако има 5,1 грам, се третира дека поседува за препродажба, што вели е нелогично и не секогаш е случај, па смета дека треба да има соодветна дистинкција. Македонија не памети толку високи мартовски температури. За утре прогнозираните плюс 29 во Скопје би биле највисоки откако се вршат мерењата во главниот град, велат од УХМР за Канал 5. Синоптичарите сепак препорачуваат дебелата облека да не се пакува, зашто од понеделник следува температурен шок и пат на температурите за дури 20 степени. Во вторник прогнозирана дневна температура во интервал од 2 до 8 степени, ќе имаме врнежи од дожд на планините и на повисоките места. Врнежите ќе бидат од снег, ќе биде и ветровито, ќе дува засилен северен ветер. Веќе од среда имаме стабилизирање на времето, со тоа што ќе имаме ниски утрински температури. Насекаде во среда и во четврток очекуваме утринските температури да се спуштаат под нулата од -8 до -1 степен. Само вистина во продолжение на Канал 5. Вечерва со Александар Видиновски. Пријатна вечер.